Домашниот буџет на граѓаните нема да издржи поскапување на струја. Струмичани пред камерата на ТВ канал велат дека очекуваат да се остварат најавите на владата дека електричната енергија за 1 до 2 години ќе поевтини. Целосно режиските трошоци се тешки за покривање со заработката, сметаат анкетираните. Би требало се намали и јас очекувам, барем како што е кажено, за после 2 години. По новиот закон. Така, со либерализацијата. Со либерализацијата, да, конкуренција ќе има и ќе се постигне пониска цена. Да се надеваме. Нема живеот, нема пари, нема народ умира за пари, умира за лепче, нема живот. Никако не може да живее. Многу у Македонија е катастрофа, плачеме, нема пари, нема ни за доктор, ни за лекарства, ни за ништо. Струја скапа, вода нема, не е платено, ништо не е платено. Сакам да не се покачува, да биде реално. Не може, а и сега викаат и некој тај инкасатор на Кабловската кажуваше дека и оно 450 динар ќе биде. И само нагоре, да се друго стоја на место. Ајде тие платени сте пак како и тако, ама и тие земјоделците што се, они пакиерто, ептен со тепно, дек. Ден за ден не може да врзат човеците. За не повеќе од 1 до 2 години граѓаните ќе плаќаат пониски цени за струја, тврди вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Во Охрид, каде првите луѓе на електропреносните компании од Југоисточна Европа ги договараат чекорите за формирање единствен регионален пазар на струја. Како резултат на подобрувањето на политичките односи со Бугарија било договорено спојување на македонскиот и бугарскиот енергетски пазар. Премиерот Заев од Охрид порача дека собирот ги зголемува надежите за зголемување на транспарентноста и конкурентноста меѓу сите учесници на пазарот на електрична енергија, а со крајна цел поевтинување на електричната енергија за сите крајни потрошувачи. Ова е исклучително важно ако се има предвид на вашата цел. Креирање на единствен пазар на електрична енергија и негово вклучување во паневропскиот пазар на електрична енергија. Секако, за да остварите оваа благородна и толку неопходна цел за доброто на граѓаните и на економиите на нашите земји, од огромно значење е размената на вашите искуства за тоа што досега е постигнато и што треба да биде осогласено во вашето меѓусебно заедничко работење, за да ги спроведете европските препораки и регулативи како патокази до вашата финална одредница. Од опозицијската ВМРО-ДПМН сметаат дека доколку не се подготви, пазарот може да предизвика нов финансиски шок за граѓаните. Значи, тоа е сериозен проблем кој што неподготвен пазар, неподготвеност може да доведе до сериозен крах на пазарот. Поготово што тоа е директно имплицира покачување на цените на домакинствата, значи на граѓаните, на крајните корисници. Едно вакво покачување, неколкукратно покачување во Бугарија, доведе да луѓето се доаѓаат пред бугарскиот парламент, пред зградата на председателот на Бугарија и да се самозапалуваат. Институциите очекуваат со единствениот регионален пазар на струја цените да бидат приближно исти со оние од европските држави, кои, иако се побогати во овој момент, имаат пониски цени.